Што ако ве ограбат во Грција? На кого се пријавуваат вакви случаи, колку брзо се решаваат и дали се почести од претходните години? Секоја година има слични ситуации, односно упади и кражби на автомобили. За жал, ова е нешто на кое не може претерано да се влијае, освен ако навистина не водиме сметка. Прво, каде ги паркираме автомобилите? Знаеме дека кражбата на автомобили, поточно кражба на работи, најчесто се случува пред големите супермаркети како Lidl или големи трговски центри. Тоа се кратци кои имаат веќе далечински управувач, седат во кола од страна кога ја заклучувате колата, ја снимаат таа фреквенција и кога ќе видат дека сте влегли во трговскиот центар, тогаш всушност се отвораат колите со тој уред. Ништо не е скршено, ништо не е оштетено. Тогаш ситуацијата е или ги земаат работите или колата ја одземаат. Значи, ова се многу непријатни ситуации и треба да се грижите на такви места во суштина да не го оставате автомобилот сам. Доколку сте во ситуација да останете без пари или лични документи, веднаш пријавете во локалната полиција. Доколку се изгубат документите, пријавете и во најблискиот конзулат, односно за да добиете документи за преминување на границата. Неопходно е да се обратите и во полиција. Не е опција, тоа е обврска, бидејќи ако не го сторите тоа, ќе ви биде потешко да ја напуштите државата и да извадите нови документи. Сега, колку често се решаваат случаите во Грција? Да ви кажам право, не знам дека е решен ниту еден. Имам клиенти кои ми праќаат порака. Се случило тоа и тоа. Што да правам? Но случаите на овие клиенти не ги преземам, бидејќи нема исход. Навистина не знам за таков случај, вели адвокат.